Одлуката на владата за исклучување на земјоделците што одгледуваат реноградинарски култури од забрана за движење за време на викенд полицискиот час ги наполни просториите на подрачната единица на Министерството за земјоделство во Струмица. Градинари, овоштари и сточари тргнаа за да добијат дозволи за движење, оти како што велат, нивната работа е на нивите и во фармите, каде остануваат и до покасно. Зашто тоа? За дозвол за на ниво дома. Зелка, красници. И ни рекла дозвол за движење на земјоделските производи. Кај може да се движиме за време на рестрикцијата на од 16 часа до сабајле до 5. Потребно ни е сега многу. За земјоделските проследи, за зелката, за компирот сега почнува. На мене ми треба за стоката. За стока, за слободно се движиме, да можем дома да ги ранам, да ги одгледувам. Инче 4 сато е малко. Сакам јас до 7 до 8 барам, додека се стемне. Имам потреба, да. Треба се млза млеко, треба се ранат. Министерот за земјоделство Трајан Димковски денеска појасни дека раноградинарите кои имаат пластеници каде го одгледуваат своето производство, нема потреба да вадат посебни дозволи за движење, но останатите ќе мора. Зашто? Ќе треба да се јават во подрачните единици на Министерството. Дека оваа категорија на земјоделци не треба да вадат посебни дозволи, но укажуваме ова исклучување да се искористи исклучиво за вршење на земјоделски активности во пластениците. Дополнително, другите земјоделци од останати подсектори, како што се сточарите, овоштарите, пољоделците и други, доколку имаат неодложни активности поврзани со земјоделско производство за време на забраната за движењето, треба телефонски да се јаваат во подрачните единици на Министерството за земјоделство. Владата донесе одлука за време на викендот забраната за движење да ја зголеми од 16 до 5 часот наутро. Оваа владина препорака најде на изненадување кај земјоделците во Струмишкиот регион. Во овој период од годината струмишките земјоделци ги интензивираат активностите во поле. Едни за сеидба и одгледување на веќе засејаните површини, други пак за берба на раноградинарските култури. Во овој момент пред се на пролетната зелка.